Започна новата сезона во кошаркарското првенство на Македонија. На стартот Куманово славеше кај Струмица на гости со 76-75 во драматична завршница. На 18 секунди пред крајот, Врањаш реализираше од слободно фрлање за победа на Куманово. Работнички беше убедлив против Вардара Паве со 78-62, а сигурен беше и Кожув против Ен Индустри со 89-71. Во последниот надпревар од ова прво коло, Лирија го декласираше Пелистер со 100-68. Слободни во ова коло беа кошаркарите на Карпош Соколи. Следното второ коло се игра на 19 октомври. Кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром ја забележаа втората победа во регионалната АБА лига. Металците во арената Борис Трајковски славија над Будучност со 78-71. МЗТ Скопје испушти можност за поубедлив триумф, водеше во текот на целиот надпревар во еден момент и со 17 поени разлика. Во финишот на средбата Будучност дојде до можност да ја анулира преноста на нашиот тим. Имаше негатива од само еден поен разлика, 72-71 на 3 минути до крајот. Сепак екипата од Подгорица влезе во серија на промашувања, а МЗТ Скопје со поголема концентрација, Рузенски ја заврши средбата. Гечевски со 27 поени беше најефикасен на надпреварот. Синовец даде 11, а двоцифрени беа уште и Лучич и Дејвис по 10 поени. Во другите средби од ова второ коло во АБА лигата, Задар Цедевита 66-73, Крка Партизан 60-52, Црвена звезда Раднички 88-51, Широки Олимпија 60-58, Мега Визура и Гокеа 77-91 и Цибона Шолнок 87-63. По ова коло само Цедевита има максимален учинок од 3 победи. Тодор Гечевски сосема заслужено беше прогласен за најкорисен играч MVP на второто коло во АБА лигата. Следниот предизвик за МЗТ Скопје е Еврокупот, каде во првото коло се среќава нагости со Рига од Летонија, а надпреварот се игра утре со почеток од 18 часот. Ракометарите на Вардар ремизираа со Пари Сен-Жермен 24-24 во третото коло од Лигата на шампионите. По ремито со Барселона, уште еден фаворит можеше да се задоволи со бод против Вардар. Благодарение на фантастичната атмосфера во Борис Трајковски, црвено-црните освоја бод против звездите од Пари Сен-Жермен и беа многу близко до триумф, но за жал не го искористија последниот напад. Милич го одбрани ударот на Хансен, а Вардар имаше 23 секунди за последен напад, но французите направија фаул над Чипурин и времето истече. Чипурин реализираше 6 гола за Вардар, а по 5 дадоа Дибиров и Душебаев. Ангелов оствари 11 одбрани повеќето во првиот дел кога беше извореден на голот. Во скапиот тим на Пари Сен-Жермен прво име беше Хансен со 6 гола. Нашиот втор представник во Лигата на шампионите Металург загуби катастрофално од Барселона во Блауграна со 35-17. Новак Џокович стигна до 15-та мастерс титула во кариерата по триумфот во финалето во Шангај над аргентинецот Хуан Мартин Дел Потро со 6-1, 3-6 и 7-6 во тајбрекот по 2 часа и 32 минути игра. Новак во тајбрекот беше поуспешен и го доби со 7-3 и ја одбрани титулата во Шангај. Со победата српскиот тенисер освои парична награда од $730,000, а Дел Потро доби $357,800 и 600 АТП поедни. Џокович ја освои 39-та титула во кариерата, а Дел Потро и во третото финале од 1000 мастер сериите го забележа и третиот пораз. Кај дамите во финалето во Линц, Кербер со 2-0 посетови 6-4, 7-6 во меч кој траеше 1 час и 40 минути игра, ја победи Ана Ивановиќ. Кербер стигна до третата титула во својата кариера, прва во 2013 година. Возачот на Red Bull Себастијан Фетел дојде на чекор до четвртата титула во Формула 1 откако триумфираше на 15-та трка сезонава која се водеше за големата награда на Јапонија на патеката Сузука. Младиот германец стигна до петата победа поред или 35-та во кариерата. Второто место му припадна на клубскиот колега на Фетел Марк Вебер, а трет беше Роман Горожан од Лотус. Фетел сега го делат само 10 бода до новата титула, а ќе може да ја обезбеди за 2 недели во Индија. Германецот има 90 бода повеќе од второпласираниот Алонсо од Ферари, па во Индија доволно му е петото место за нова титула. Кај конструкторите, лидер е Red Bull со 445 бода, пред Ферари со 297 и Мерцедес со 287 освоени бода. Годинешниот Формула 1 шампионат продолжува на 27 октомври со трката за големата награда на Индија.
Тимот на Атланта Хоукс, каде настапува Перо Антич, го забележа вториот пораз на третиот предсезонски надпревар. Тимот на Перо Антич доживеа висок пораз од 32 разлика од Нью Орлеанс Пеликанс 105-73. Целиот тим на Атланта имаше лоша шутерска ноќ и беа надскокани од противникот. Перо Антич одигра 15 минути за кои имаше учинок од 6 поени, 2 скока. Надвор беше Ал Хорфорд со 21 поен, а најефикасни во победничкиот тим беа Дейвис со 23 и Андерсон со 20 коша. Следниот надпревар на Атланта е дуелот со Сан Антонио Спарс, кој се игра во четврток.